Билјана, добре дојдовте во Култ култура на телевизија Телма. Поводот за нашиот разговор е вашата исклучителна улога на Корин во дуодрамата Гидеоновиот јазол, која неодамна имаше премиера овде во Драмскиот театар, каде што и го снимаме овој разговор, имајќи предвид дека станува збор за лик на мајка која е во потрага по причините и виновникот за трагичниот исход на нејзиниот 11 годишен син. Што ве мотивираше да го направите и да го покажете овој лик на Корин, така како што ние го видовме? Корин е важна, што е направена токму во овој период, кога се случуваат многу настани врзани за оваа тема, низ целиот свет. Се случували и порано. Јас затоа не знам од каде да почнам. Дали со мислата дека ова се случува сега и овде, или се случувало некогаш, или се случувало со векови и векови наназад. Само можеби не се зборало, не се разговарало колку што се разговара во овој 21 век. Затоа мислам дека е добро да се види представата и всушност мотивацијата на мојот лик е токму да покажам, нема решение за тоа дали сум јас добар родител или лош. Секој родител за своето дете го мисли најдоброто. Затоа кажав и во претходно интервју дека ние отвараме ширум врати за тоа дали каде е грешката. Не постои грешка, туку постои само љубов кон животот, кон професијата, и мислам дека тие работи всушност би ги направиле децата и посреќни во нивниот развој, доколку љубовта владе комплетно на планетава. Меѓутоа, тоа не постои и затоа не знам од каде да почнам и каде да завршам. Просто е разговорот и прашањето е како еден голем јазол кој не знаеме од каде да почнеме да го одврзуваме. Во секој случај многу значајна улога и многу значајна представа за публиката која ќе дојде да ја гледа, да го види нашето општество и всушност случувањата околу него. Дали Корин чувствува вина за смртта на нејзиниот син Гидеон? Трагично во смисол дека родителите секогаш мислат дека не им обрнуваат доволно внимание на нивните деца. Додека се мали, да, многу повеќе, меѓутоа кога ќе пораснат децата, родителите некако созреваат и они се зафатени со некакви покомплицирани работи, можеби не се почесто дома на патувања или имаат покомплицирани професии. Например, мојата Корин е професор на универзитет, значи кој не е во истиот град каде што живее. Значи, напатува, има работа со студенти, книжевники. Да, и тоа одзема време. Самата она вика во една од репликите, вика, многу е тешко да се најде бебиситерка денес. Тоа е потешко од добивање седмица на лото. Значи, да кажеме, во Македонија некако полесно се справуваме со помошта на баби, дедовци и така натаму. Тоа е уште некаква фина традиција кај нас и голема помош. Меѓутоа, во другите земји тоа е многу потешко. Еве, например, сестра ми живее во Австралија, она цел живот ги одрасна сама своите деца, затоа што едноставно немаат никаква доверба или немаат доверба или немаат финанси за да можат да го одржуваат тоа чување на деца, кое кај нас е многу полесно. Така да грижата на совест е мислам во недоволно обрнато време, затоа што сметаме и внимание, затоа што децата некако брзо ни растат и особено сега со телефоните и со сите информации што ги имаат, ги сметаме некако дека се многу зрели. И токму затоа ги пуштаме некако сами да се водат низ животот, што не знам дали сме во право или не. Ние сме биле држани многу построго како деца, така да мислам дека Корин ја има токму таа грижа дека не успеала доволно да биде присутна кога му била најпотребна. Оваа улога ја толкувате исклучително сведено, минималистички, би се рекло и природно, без многу експресија. Режисерката Драгана Милошевски-Попова рече дека од вас барала да играте филмска глума, па колку беше тешко да се постигне тоа и низ каков процес поминавте?
Имавме ние огромна припрема за оваа представа, многу разговори кои не донесоа до некакви почетни резултати, затоа што секоја представа кога се создава мора да имаме некоја претходница. И во зависност од тоа колку е тешка представата или лесна, значи имаме материјали со кои се занимаваме, значи кои се слични приказни, нешто што поминало и што ни е зададено како задача да го примиме во некоја своја кутивка на емоции што имаме кај нас. Припремата беше одлична на читачките проби и секогаш е така, кога имаш добра основа на читачки проби, онда е многу лесно да го поставиш тоа на сцена. Иако ние секако сме научени на некаква поинаква актерска игра, заради тоа што големата сцена изискува да се слушне гласот до 21-виот ред, например. Малата сцена секако изискува да не се говори толку многу гласно, меѓутоа поминавме низ различни фази. Фазите каде што викавме, каде што плачевме. Мене ми се случи, например, во една проба да не можем да се соберам од плачење. И тоа не пробувавме, просто седевме и разговаравме за представата и навира емоции. Меѓутоа, договорот некако прекјутен беше дека оваа представа не сме да ја оптерети публиката со емоции, ниту па со преголема галама и преголеми расправи. Затоа што тогаш и глумците и публиката не би можеле да се издржат взаемно од толку многу јака емоција. И затоа си помисливме, секако Драгана со низиниот преинтересен и прекрасен талент успеа да ни ги смири емоциите и да тоа прерасне во некаква филмска глума која и текако влијаеше на публиката. Мала е сценава, имаме мало пространство, меѓутоа многу голема возбуда. Јас има одредени сцени кои едва чекам да се случат однатре, за да бидејќи не можем да видам реакцијата на публиката, но знам дека тука се случува некаков преокрет на представата и знам дека ќе има некое взаемно поврзување кое ќе однесе представата во некаков друг тек. Во секој случај, мислам дека таа филмска глума точно и го донесе успехот на оваа представа, да допреме до вистинските емоции на публиката, а ние нашите да ги сокриеме. Представата е par excellence ангажирана, јас би рекол социјално ангажиран театар видовме. Па што би ни кажале, во што се состои значењето и потребата од поставување ваков тип театар кај нас денес? Огромно влијание има. Иако се прашуваме сепак, ова е наменето на некој начин за деца, но не е за деца. Повеќе е за родители, професори, кои треба да ја гледаат представата како некаков екземплар кој и како ќе им послужи во нивните понатамошни животни предизвици со нивните деца. Мислам дека е од големо значење. Кај нас, например, во представата играат и деца. Меѓутоа, децата ништо не знаат за представата. Они се заинтересирани да слушнат. Иако беше интересно, едно од децата спомна некоја интересна серија која е нова и која е на оваа тема која ние разговараме. Вика, па јас изгледав 10 епизоди, можам и представава да ја изгледам. Сега, дали оваа представа треба да ја гледаат малолетни деца? И дали треба да ја гледаат заедно со професорите и да разговараат, за тоа е исто така многу важно. Така да мислам дека е од големо значење и би сакала да трае што подолго во незините изведби, за да можат сите да ја видат и просто да се дискутира после секоја представа. Еве, не како ние сме ги направиле улогите, него што понатаму. Значи, отвараме една тема која е доста широка и доста емотивна. Вие имате и порака поврзана не толку со вашиот лик на Корин, колку со ликот на вашата партнерка, која исто така беше суверена во играта, Ања Митик, во улогата на Хедер, наставничката. Па што би ни кажале? За каква порака се работи?
мислам, ова е пред се апел до младите и најмладите, кога ќе пораснат, да изберат професија која навистина им значи, а не професија колку да завршат нешто и да заработуваат некоја ситна пара за да преживуваат, а при тоа да немаат никаква љубов кон нивната професија. Тоа се однесува и за нашата актерска професија. Ако не ја сакаш доволно професијата, нема да имаш успеси на сцената. Значи, професорите, наставниците да ги сакаат, учителките да ги сакаат тие професии и да ги сакаат децата, затоа што понатаму тие ја градат историјата на како се вика, на светот и на животот понатаму. Значи, тоа се однесува за секоја професија, особено за професиите кои се однесуваат за работа со деца. Значи, не по секоја цена да работат луѓе што не се задоволни од тоа што го работат. Имате играно за деца, имате и режирано представи за деца, дел од нив и со вашиот колега Дејан Лилик. Се појавувавте и во улогата на Кучето Петко во култната детска серија која одеше и на нашата телевизија Телма, Фамилијата 5+. Зошто е важно да се регрутира детска публика и за театар, но и за пред малите екрани? Важно е затоа што малата публика, децата учат преку примерите на тоа што им се случува во животот и го потврдуваат нивното постоење. Ние сме растеле со многу телевизиски серии и филмови за деца и мислам дека јас зборам од моја перспектива, од секојаш сум сакала да пред се сум дете во душа цел живот и сум сакала да работам со деца понатаму кога пораснав. Во студентски денови, кога ги работевме тие представи, многу е важно детето да ти верува и кога детето ти верува, ти го отвара целиот свет. Значи, важно е за нив, не заради понатамошна професија да се бави детето со глума или туку да научи да сака, да научи да е слободно и да се радува на секој миг на дружење со другите и со возрастните. Значи, возрастните се многу битни во тој нивен свет. Што се однесува до сериите што ги правевме до 5+ фамилија, мислам дека тоа беше пред се прекрасен период на создавање на нешто што е врзано со децата. Не гледа од 7 до 77 години и важно е кога заеднички ќе се собере семејството и заеднички ќе гледа и заеднички ќе дискутира, како што зборевме и за нашава представа. Така да во нашата представа, пак ќе кажам, учествуваат децата кои се од детско драмско студио, значи они се еден ден потенцијални глумци. И убаво е што движат со нас низ овие ходници на уметноста и сето она што го правиме околу театарот, затоа што не е само да излезеш на сцена и да кажеш нешто, да кажеш текст или да изрецитираш нешто, туку да ги живееш сите моменти на пауза, како што ја имаме во представата, и да веруваш во својот сон. Така да они може би еден ден ќе станат актери и ние ќе бидеме горди на нив и ќе се сеќаваме на нашите заеднички мигови кога они еден ден ќе кажат јас завршив глума и сум горд што го направив тоа заради вашата професија и заради тоа што вие ни го понудивте во драмски театар. Дали може да ни откриете на што ново работите? Моментално работам, јас сум и кастинг директор некогаш, кастирам актери за филмови серии и така натаму. Моментално спремам еден краткометражен филм со Небојша Јовановиќ, се вика Божана. Така да тоа е моментално нешто што работам. Имам во најава една представа, меѓутоа За тоа потоа кога ќе дојде време. Јас ви благодарам многу за разговорот. Благодарам.